Сега влегуваме во светот на книгите. На оваа тема се разбира ќе не внесе кој друг, ако не Милена Силјановска, уредник во Издавачкиот центар. Милена, добро утро и по не знам кој пат ти благодарам што ни внесуваше вака една поинаква димензија на размислување, а со книгите секогаш имаме можност да го пропатуваме целиот свет, да влеземе во временска машина Искра и да се вратиме пак назад тука во Алфа телевизија. Да. Да, се добро зависи и од тоа во каков свет ќе влезеш, нели, со книгата, ама доброто што може да се вратиш, нели? Апсолутно. Да, Милена, добро утро. Добро утро. Ти благодарам тебе, благодарам на Издавачкиот центар 3 што си имаме вака убава соработка. Ќе зборуваме за секогаш имате вие активности, особено преку лето знаете да го обоите летото во знакот на книга. Токму насловот што го гледаат гледачите е мотото за ова лето, одмор со поглед на книги, нели? Да, некој сака поглед на море, некој сака поглед на езеро, планина, но ова е по поглед на книги. Ајде да започнеме од тоа каков период за читање е летото. Летото секогаш има зголемен број на читатели, пред се и самиот ден што е подолг имаме повеќе сончева светлина и самото тоа ни налага нели да бидеме поинспирирани повеќе да читаме, имаме повеќе слободно време и секогаш читателите пред да тргнат на одмор, мислам дека првата станица им е книжарницата на 3. Така што има различни типови на читатели, ние секогаш што го почитуваме, токму затоа ја фаќаме што е можно поголем број на наслови од различни жанрови, за да може секој да се пронајде во нив, но воглавно нели најмногу се читаат романси и трилери, класиката е секогаш тука, но ете тој период е малку по интересен за токму за романсите. Ете може и уште веднаш да ја најавиме и романсата на Али Хейзелвуд, Љубов теоретски, нејзе претходно ја читавме со Љубовна хипотеза и Фатени во љубовна мрежа. Така што ете тој период ќе им ја препорачам на оние, особено на помладите кои што живеат во едни вакви приказни. Спомена дека се чита повеќе преку лето, но ме интересира дали се чита и поинаква литература, односно дали може да се каже дека постои летна литература? Да, секако можете, токму што ги спомнавме романсите или трилерите. Веројатно тоа е затоа што одиме нели да се опуштиме, летото е период во кој што сакаме малку да се релаксираме и повеќе време поминуваме не само на плажа, туку каде и да патуваме, некои одат на село, некои во планина и така натаму. Па веројатно затоа тоа повлекува некоја литература што е поинтересна, позабавна, особено да има бараат и летна содржина, например, кога излезе книгата од Теса Бели се случи едно лето, самото тоа што има лето во насловот ги привлекува. Особено сега само што пристигна 50-50, кој што подоцна ќе ја подариме, наслов кој што на некој начин предизвика бум ова лето заради неговата содржина. Стив Кавана и претходно го имаме читано во романот 13-ка, но ете тие крвави трилери верувам дека им се интересни затоа што сепак го подкренува адреналинот, а летото е вистинското време за тоа. И не само адреналинот, кој се тешиш што добро имало и полошо да си седам мирно. Да, тоа е секогаш така. Да, спомена дека и за гледачите, како и секогаш, кога доаѓаш секако имаш и за нив подароци, двајца гледачи ќе вклучиме подоцна. Прво да не внурнеш во светот на она што е најново. И да видиме што ќе подариме на гледачите, а и кои се вашите новитети. И се сеќавам и минатиот пат кога бев тука, баш дека ја најавив браќата Карамазови, таа излезе пред, мислам дека месец и пол. Можам ти кажам голема книга, сериозно. Еднотомно издание, иако вака навидом не делува на летна книга, но Достоевски ете за љубителите на литературата, мислам дека Достоевски е нели столб на целата книжевност и браќата Карамазови е негово последно дело, можеби најзначајно и самото, мислам во самата област на доброто и злото, мислам дека е најзначајното дело во литературата и сметам дека секој треба да го има дома. Инаку да, обемна е, но баш идејата беше да направиме еден нов бран од таа едиција безвременски класици што ги објавуваме во едни поголеми изданија, односно да бидат еднотомни, да не мора нели читателите да се враќаат, туку одеднаш во еден здив да ги читаат книгите. Ти си голем љубител на руските класици, претпоставувам дека тука како уредник имаш влијание токму да се отпечати, да.
Тоа значи дека ние ќе ја подариме на еден од гледачите, Да, така? така е. Друго, Милена, што имаме? Еве јас што читав сега, неодамна се вратив од одмор, Виктор Франкл, Живот наспроти се, иако наведом не делува како летна литература, бидејќи Франкл има преживеано во логор и неговите искуства оттаму му овозможуваат да стане она што навистина се проширува во светот како еден психолог и психијатар кој што им помага на луѓето да ја пронајдат смислата на живењето. Негова најпозната книга е Човековата потрага по смисла, исто така излезе на саемот што помина новото издание на 3, така што тоа е моја топла препорака, иако е повеќе есеистичка литература, пофилозофска, меѓутоа е многу суштинска или како што вели и тој ја разглабува во оваа книга максимата дека човекот треба да живее како да му е ова втори живот, а во првиот да живеел грешно. А јас сакав те прашам на одмор што понесе со себе која книга, ете, значи таа е твојата препорака. Секој што сака повеќе да слушне за вашите новитети може да влезе и на вашиот сајт и таму имате два каталога, значи ова лето се сконцентрирале на белетристика и на личен развој. развој. Тоа е така бидејќи и личниот развој како литература секогаш е актуелна. Тоа не подразбира само популарна психологија, туку подразбира и духовен развој, на пример, кој што се како Ошо или Садгуру, кој што се повеќе свртени кон духовното, но и психологија од типот на Габор Мате, кој што го зборувавме нели почесто годинава, беше многу актуелен за лечење на траумата или на стресот. Робин Шарма исто така Богатството што не се купува со пари, тоа е новитет што пристигна на саем, сега баш во моментов е на дополнителен попуст на попуст, може и за тоа да ги известиме читателите дека во текот на летото имаме постојано попусти, освен стандардниот нели попуст што го имаат книгите, имаме секоја недела различни акции, различни понуди со дополнителен попуст на попуст. И што ќе им овозможи, што ќе им овозможи да читаат што е можно повеќе книги. Исто така има и различни понуди, има книги на распродажба за 99 денари, 3 книги за 500 или 5 книги за 500 денари, но сето тоа нели не навраќа на тоа дека книгите немаат цена, туку само имаат вредност. Ние можеме веќе да ги вклучиме и двајцата гледачи или гледачки во меѓувреме. Рековме за двајца ќе подариме по една книга. Не знам дали фативме се што има овде на масава, Милена? Влијание не ја спомнавме. Не ја споменавме. Исто така пристига за личен развој, така? Повеќе и како бизнис литература. Ова е едно ново проширено издание, иако не станува за нова книга од 2024, сега излезе преводот, меѓутоа е веќе докажана во бизнис литературата. Ние често пати кога бираме наслов, нели ги следиме желбите на читателите, но и читачките платформи, на пример Goodreads или Amazon, каде што гледаме што на светот му помогнало да се промени, и ова е еден токму таков наслов каде што има практични примери, значи за едно подлабоко гледање на успехот. Да видиме само дали имаме гледач во меѓувреме на линија. Добро ви утро. Добро утро, Искра. Убав ден. Такувам тебе и на твојата гостинка од 3. Ви благодарам многу и ние... Сузана, така? Да. Па можеме да кажем не само што е наша редовна гледачка, туку една од најстраствените читателки, можеме така да кажеме, нели? Апсолутно благодарам. Сузана, ајде вака сега, кога сте ни веќе тука на линија, како мини анкета да си направиме, каков период е летото за читање за вас? Дали преку лето имате повеќе време, наоѓате повеќе време за читање? Па во моментов да, на овие топли горечини, пошто не се излегува никако надвор, баш е убаво дома, со книга во раце, под клима. Кажете ми, Сузана, што е последно што имате прочитано? Последно. Многу читам во... Или да речеме, од последното што сте прочитали, што најмногу ве импресионирало? Па најмногу едноставно не ти е доволно зборувачка. Таа ја имам прочитано последна. Бестселер на New York Times беше. Таа е базирана и специјалната 9 серија. Добро, сега.
Милена е тука поискусна, предпоставувам таа повеќе ќе може да ви го погоди вкусот, ако можем така да кажам, во однос на... Елена Бачич пред сакале казна за гревот ми беше молитва за прошка. И се читам, буквално се. Ако, така? Па тоа е убаво, да. Милена, што ти би одвоила за Сузана? Може би 50-50, малку да смениме на нешто по трилер, по модерно, да. Така што се надевам дека ќе ви се допадне. Баш за тоа и се јавих, Душо. Ете, и Душо ти кажаш, убаво. Сузана, многу ви благодарам, предпоставувам дека ги оставивте вашите податоци во режија. И само да ви кажам, се договоривме со Милена вашата книга да си ја подигнете во нивниот продажен салон кој што се наоѓа во трговскиот центар Истгейт. Да. Може така? Благодарам. И јас ви благодарам на јавувањето. Таму е климатизирано, така што ќе ви дојде убаво таа прошетка. Да видиме кого следен имаме на линија. Добро утро, повелете. Ало? Добро утро. Добро утро. Како сме ова утро? Па, со оглед на температурите, добро. Ке биде и полошо, не грижете се во текот на денот, да. Може би не за долг период, ама... Ке читаме? Па, дана немам нешто читано, па се викам, ајде приликата да искористам за нешто интересно. Да, за жал, толку многу случувања што имаме, често пати немаме време, иако не треба тоа да ни е оправдување, наместо по телефонот да циркаме, си прочитаме книга. Милена, за нашиот гледач? Па, еве може и да си одбере некој од овие наслови. Ете, може, ако има повеќе време за читање, да е Браќата Карамазови или Живот наспроти се, книгата која што е споменав од Франкл. И двете се еднакво инспиративни. Па, ја би се определил за Живот наспроти се. Ми изгледа како доста интересен наслов и содржина предпоставувам. Одлично. Истото важи, добро, нема да ве распрашувам, рековте дека во последно време не сте имале многу време, но еве сега идеална прилика. Истото важи и за вас како за Сузана, вашите податоци во режија и може да си појдете во трговскиот центар Истгейт за да си ја подигнете. И на здраве читање, како се вика? Со лесно. Со лесно, да. Ако е тешка литература, тогаш е со лесно. И таму може да се информирате и околу сите попусти, но ми спомена Милена дека имате и распродажби. Тоа е попуст на попуст, тоа му доаѓа како распродажбата. Да, и како што споменав, сето тоа е нели со цел да си може да си обезбедат повеќе книги, но има навистина содржајна литература, не гледаме колкав е обемот или каква е содржината, туку гледаме да им овозможиме наслови што ќе може да се ги купат во поголем број. А ми текна сега кога ја спомена читателката за бестселер на Нью Йорк Таймс, имаше една интересна статија на Нью Йорк Таймс, според 503 писатели вработени во Нью Йорк Таймс во одделот за литература и од читатели имаат направено список од 100 романи кои што се најдобри за 21 век. Баш и вчера и ние ја споделивме на нашите Facebook и Instagram страници, бидејќи гледам дека таму има доста наши книги што се во издание на 3 во превод. Ете и тоа може да биде еден повод или прилика да може да си одберат што ќе читаат следно, но навистина ни е драго кога ќе видиме дека она што ние го издаваме, ете се наоѓа на еден таков светски список што е со највлијателни, најзначени романи и на прво место е секако Елена Феранте, што се подразбери во нашите книжарници дека е на едно од првите места постојано во својот одсек. Мене тој момент секогаш ми бил многу интересен од мноштвото на книги што постојат во светот, што се пишуваат, кога одбирате што да излезе во печат. И ти како уредник предпоставувам дека си една од тие што одлучува. Имало ли случај, да речеме, кога сте очекувале дека некоја книга ќе направи бум, а на некој начин испаѓа разочарување, односно не наишла на одзив кај публиката, да? И се случува и тоа се случува некогаш па дури и обратното за некој наслов за кој што не сме биле многу ентузијасти, да. И потоа да помине тој најдобро од сите што сме ги објавиле на пример годината. Ние се трудиме да си објасниме, но предпоставувам дека тоа е поврзано и со самиот дух на народот, да речеме, заради тоа што луѓето на пример во светот, да речеме, популарна некоја книга што се работи за правата
например, за расите или за нешто слично, што кај нас не може толку блиску да го доживеат, како што би доживеале, например, книга од Балканот. Веројатно станува збор за тоа, може би е и пишувачкиот стил, но предпоставувам дека тоа е повеќе територијално во смисла на чувство, нели? Мислам, кој може да сочувствува, би сочувствувал со целиот свет, но сепак е поблиску и самото тоа ви вести, например, кога гледаме, колку повеќе не допира кога гледаме дека нешто се случило кај нас, или во окружувањето, отколку во светот. Меѓутоа тоа не е, нели, некој фактор кој што влијае, веројатно зависи од среќата, јас така викам. Милена, за самиот крај уште за новитетите, она што е што се крчка сега за сега. Да, сега баш во моментов ја подготвуваме Островот на сторците од ЮНЕСБЕ. Знам дека им е омилен од тие трилер или детективски мајстори на пишаниот збор. Исто така го најавивме и Херман Хесе со Степскиот полк, но тоа би стигнало понатаму. Сега за сега не е во фокусот, нели, ја чекаме Али Хейзелвуд и ЮНЕСБЕ, но секако има и доста нови наслови од класичната литература. Руми исто така го очекуваме со еднотомно издание. Ете, периодот што ќе следува, например, септември и октомври, секогаш резервиран за поезија. Така што нека бидат во тек, нели, секогаш ќе ги известуваме. Јас многу ти благодарам што ни го разубави студиото, што им го разубави денот на гледачите, особено на некој што им подари, но еве го доказот дека не сме го смислили ние, некој, не знам кој, ја остави оваа роза за тебе. Да, замоли да ти ја дадеме и при тоа, ќе ти го дадам лично, ќе видиш, може би ќе препознаеш за кого станува збор, и при тоа ме замоли, кога ќе ти ја давам розата, да ја употребам репликата, по жената немавај нису роза. Благодарам многу. Не знам кој, ама имаш обожавател. На мене на сузе никој ништо не ни остави. Романтика од Да. Нели убава? Да, еве ти го доказот. Да. Ќе го чувам ова. Така што ми го разубавивте. Да. Милена, ти благодарам многу на ова твое гостување. Јас многу ви благодарам.